Минува еден од ретките денови без лажни дојави за поставени бомби во основни и средни училишта, државни институции, јавни установи, аеродроми. Прашање кое навидум почна наивно и за кое првично се сметаше дека е можеби изолиран случај на нечија несолена шега, прерасна во проблем кој предизвикува паника, губење настава, отсуство од работа, мобилизација на полициски единици, нарушување на нормалното функционирање на државата. Надлежните, премиерот, министрот за внатрешни работи и министрот за образование, денеска се состанаа за да разгледаат дополнителни мерки за справување со дојавите за бомби. Ковачевски тврди, ова е сајбер војна. Прво, ние како систем не сме ја загубиле оваа сајбер војна и нема да ја загубиме. Оваа сајбер војна и овие хибридни нападни се дел од војната која што се води во Украина и тоа на сите веќе ни е јасно, бидејќи не се случува само кај нас, се случува во голем број на држави членки на НАТО. Согласно со процедурите, прописите и протоколите за борба против тероризам, бидејќи се јавува, се работи за дојава за бомби, тие мора да спроведуваат процедури кои што се пропишани согласно закони, согласно нивните постапки, како што е пропишано во сите други држави. Заради спречување на напуштање на училиштата, Министерството за внатрешни работи, ви кажав, и Министерството за образование секојдневно работат со цел изнеден начин како да се спроведат процедури кои што ќе обезбедат сигурност, дека се работи за лажна дојава на бомба, а децата да можат да посетуваат настава. Од денеска на сила е ново упатство за постапување во ситуација на тероризам што повлекува и нови насоки за делување на полицијата. МВР, како што изјави министрот за внатрешни работи, веќе патролно ги обезбедува сите училишта 24 часа. Работиме интензивно со Министерството за образование и наука и направени се одредени усогласувања, ќе се започне и со комуникација со нашите сектори за внатрешни работи со образовните институции, заради тоа што треба заеднички да постапуваме и на тој начин практично да дојдеме до решение во кое што учениците ќе бидат безбедни и наставниот процес ќе се одвива исто така безбедно. Владата веќе формираше тим во кој се вклучени МВР, АНБ, Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за електронски комуникации, кој треба да ги пронајде одговорните за дојавите. Опозицијата бара резултати, го повика шефот на државата да го свика Советот за безбедност. Претседателот молчи кога треба да е нагласен, наместо сега кога сме цел на според нив хибриден напад да го свика Советот за безбедност, тој молчи, тактизира, не добива насока од неговиот стопан, никаде го нема. Ке го слушнете тук таму со по некоја екзибиционистичка изјава, никаде го нема. Министерството за внатрешни работи, ако ова е точно, аматерски се однесува. Министерството за образование пред неколку дена им препорача на сите училишта во услови на дојава за бомба учениците од дома да продолжат со онлайн настава за дополнително да не се губат часови. Но со ваквото решение не се согласуваат сите. Граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има испратила барање до надлежните институции во рок од 15 дена да се реши безбедносната состојба во училиштата. Во спротивност ќе излеземе на протести најавуваат од оваа иницијатива. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.